изгледа се уште розовите очила се на вас, па мислите дека таа 16.000 плата стигнува или не знам колку што ја споменавте, односно ден на ден ја менувате бројка да мислите дека стигнува до луѓето. Конечно можеби инспекторите треба да почнат да ви излезат на терен и да видат што се случува, дали платата стигнува до луѓето или пак нарака им се враќа на собствениците. Кога веќе милувате да коментирате за сумите кои што ги трошела за одредени проекти ВМРО ДПМН, редно беше во овие 2 дена да искоментирате и каде појдоа овие 870.000 евра потрошени за цвеќе, кои што можеби ќе треба да ги правда новата министерка за финансии на фирма со еден вработен, затоа што цвеќето се уште не се гледа. Меѓутоа, господине премиер, вчера и денес се наметна и тоа од страна на пратениците на власт на добра парола, некој скенира, некој рекетира. Јас искрено посакувам новата министерка, односно кандидатот за министер за финансии да биде еден од тие кои што ќе рекетираат, кои што ќе скенираат и нема да влезе во шемата на оние кои што рекетираат, затоа што истиот рекетира, истовремено се заканува, нуди подкуп, затоа што очигледно само така знае како се функционира. Така да, апсолутно за право и за правна држава во овој момент во државава не станува ни збор. За жал, премиере, заборавате вие и на човековото право за презумција на невиност. Вашите пратеници тука, ако поседувавте кога тие зборуваат, ќе видите овдека како се однесуваат со колегите, како вреѓаат и со кои зборови ги словуваат членовите на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, едно да биде јасно, без судска пресуда ние не можеме да наметнуваме обвиненија на некои луѓе, а токму тоа еве денес беше потенцирано од колеги од власта и за кои што побара рекет да не се споменува, затоа што најверојатно дури не заврши страгата, не ни се смее да се осудуваат луѓе, иако тоа е својствено за вас. Се поставува, господине премиер, прашањето докаде е случаите со вашиот генерален секретар на влада, кој што беше смешан во неколку случаи, каде е тука правдата и правото? Дали тука станува збор за рекет 2, рекет 3? Јас вчера споменав дека ако сакате нешто да направите, треба да отворите не рекет, туку рекет 80. Затоа што она што се случуваше со СЕО и се зборуваше година и пол назад, тајно, сега јавно, се случува буквално во секоја општина, особено во општините каде што имате и локална и централна власт. Буквално со секој збор што го кажувате овдека, денес едно, вчера друго, вие само заглавувате во калта, тоните се подлабоко и единственото решение што многу колеги ви го дадоа како добронамерен совет, да си дадете оставка за да се спасите и вие и приврзаниците околу вас. Зоран Заев, премиерот.